Ајде малку да зборуваме и за карневалите во продолжение на Македонија наутро. Карневалот е време за ставање маски, индивидуално и групно. Маскирањето овозможува промена на идентитетот, ослободувајќи го привремено од товарот на секојдневните улоги. Преку карневалот исто така се пренесуваат и суптилни пораки и до државата, и до политичарите, и до јавните личности и така натаму и така натаму. Македонија има неколку карневали кои што ги имаме како традиција низ годиниве нанасат. Еве дел од нив. Многовековното празнување на Прочка од 2001 година прирасна во организирана културна манифестација Прилепски карневал со меѓународен карактер, а на 21 мај 2006 година стана член на Европската федерација на карневалски градови. Секоја година Прилеп е домаќин на повеќе од 300 гости од повеќе држави од Европа. Низ центарот на градот дефилираат над 1000 групни и поединечни маски. Традиционална маска која станала од времето на нашите древни предци за Прилепскиот карневал се мечкарите. Тие го покажуваат светот како што го гледале нашите предци и моќното чувство кога сте под самата маска. Струмичкиот карневал, како еден од најпознатите во земјава, представува многовековен традиционален обичај, кој своите корени ги влече од паганскиот култ и во суштина го означува славењето на плодноста и на прочистувањето. Струмичкиот карневал има вековна традиција, која директно е поврзана со верскиот празник Тримери, единствен од ваков вид во земјава кој е поврзан со армасаните девојки. Датумот на одржување се минува зависно од Великден и традиционално се одржува во вторник, после поклади Прочка. Струмичкиот карневал представува вистински амбасадор на Струмица и Македонија и секоја година најдобрите маски од Струмичкиот карневал се представуваат на 20 на карневали во земјите од Европа. Вевчанскиот карневал е национален бренд со уникатен спој на култура, традиција и туризам. Настан кој се случува само еднаш во годината и кој го слави доаѓањето на новата година според стариот календар, спој меѓу паганскиот и современиот начин на прослава. Карневал кој според своите специфични особини се одвојува од останатите во светот поради неговата архаичност, традиционалност, таинственост и уникатни маски. Настан на кој му се восхитуваат илјадници странски посетители секоја година, збогатен со неговата културна и историска вредност. Вевчанскиот карневал секоја година се организира на 13 и 14 јануари. Креативните маски, изработени со големо мајсторство, се повеќе од уметнички дела. Тие се огледало на времето, носат пораки, раскажуваат приказни и на уникатен начин го поврзуваат минатото со сегашноста и ја коментираат стварноста. Вчера почна, трае до 5 март традиционалниот Струмички карневал. Струмички карневал 2025 година, ова е официјалниот плакат. Ке ги поздравиме и нашите гости кои што ги имаме во студиото. Добро утро за Елена Достинова, член на Организационен одбор, и Александар Цицимов, председател на Организационен одбор при Струмички карневал. Добро утро. Добре ни дојдовте. Добро ве најдовме, на наша чест и задоволство што Прво сме благодарни што патувавте од Струмица рано наутро, станати сте многу пред нас и благодарни што ни дојдовте овде за да продискутираме за една многу убава традиција која што посебно нарадува секоја година. Се почна вчера со традиционалното символично предавање на клучот на градот. Како тргна приказнава вчера? Бидејќи јас бев актер во оваа манифестација, Елена гледаше од страна, па мислам подобро е таа нека каже. Дамите, нели така и па јас ќе продолжам. Секако. Власта е во рацете на карневалистите. Тоа е символично предавање на клучот од страна на градоначалникот на карневалистите, каде што тие ја живеат 8-дневната карневалска магија. Струмица живее во духот на магијата и карневалските празнувања. Струмичани уште од многу одамна си работат на самите маски, се маскираат и тоа не го презентираат на самата главна карневалска вечер. Откако го земавме клучот од градоначалникот, денот ни беше исполнет со една изложба 35 години од обновената форма на Струмичкиот карневал, со премногу слики, премногу емоции, премногу години се во прашање на таа изложба, а потоа преминавме и на модна ревија и изложба од страна на Средното општинско училиште Димитар Влахов Струмица, каде што тие не воведоа во еден времеплов една ретроспектива низ годините, каде што ни покажаа дека традицијата е пламенот што не гасне, коренот што не се суши и срцето што никогаш не престанува да чука. Тоа е мост помеѓу минатото и иднината.
прекрасен настан. Тие учествуваат на Струмичкиот карневал уште од 1900 од која година беа председателе? 1998. Ги чувале нивните маски, ги негувале и тоа што го направија е навистина за поздравување. Како за професорите, наставниците, така и за самите деца, самите учесници, каде што се гледаше пламенот на нивното карневалско возбудување. 34 карневалски групи, 1058 учесници, програма за 8 денови. Од каде се имаме гости, што опфаќа програмата? Имаме ли освен карневалски групи, имаме ли гости кои што се во приватна посета од останатите балкански земји? 35 карневалски групи, можеби ќе видат и 36, имаме најава. Одлично. За уште една група која сака да се вклучи. Значи, имаме 11 групи од странство, од Хрватска, Црна Гора, Србија, Бугарија. За жал, традиционалните учесници од католичкиот свет, кои редовно учествуваат на Струмичкиот карневал, оваа година нема можност да присуствуваат, бидејќи поради поклопувањето на Великден по јулијанскиот и грегоријанскиот календар оваа година е во ист ден и традиционалните карневали се случуваат во исто време, значи тие ќе одработуваат на своите карневали. Значи 18 групи се од Струмица, 6 се од другите градови од Македонија, а 11 веќе споменати се од странство. Групите се подготвени, ќе има што да видиме. Во меѓувреме сакам да ги споменеме и децата. Детската програма е нешто што посебно радува секоја година. Ги имаме и дечињата од училиштата, дечињата од градинките, кои што посебна радост се во целата оваа празна. Да, меѓутоа пред да ги споменеме дечињата, исто кој се составен дел на Струмичкиот карневал, пред детскиот карневал вечерва ќе се случи една навистина спектакуларна изведба на концертот под маски, на кој учествуваат над 300 дечиња. Значи, дечињата почнуваат сега преку музичкото училиште со концерт под маски. И тоа е увертира во детскиот карневал кој ќе биде во недела, а за тоа колку учесници ќе има, еве, Елена нека Тоа ќе се случува, Елена, во недела. Колку деца ќе има? Многу е важно што од мали нозе да се всади кај дечињата генот дека карневалот е вистинско уживање, дека тоа е местото каде што може да излезат надвор од нивниот реален свет, да бидат херои кои можеби никогаш нема да можат во животот да ги достигнат, но се спремат преку детскиот карневал да ја разобличат таа сама маска која што ја носат во нив. Во недела на детскиот карневал имаме богата програма, каде што ќе имаме и музика, и смеа, и хумор. Имаме пријавено најголемата група со дечиња ни е број 40 членови, каде што и тие исто така имаат изорганизирано редни броеви, имаат спремено текстови, имаат спремено музика. Тоа е вистинско уживање како за самите деца, така и за родителите кои што се активно вклучени во спремањето на маските, но најголемиот товар секако го носат училиштата и наставниците кои работат на истите и се за пофалба и поздравување. Ги имаме младите, има заинтересираност. Има заинтересираност, за оваа да. традиција долговековна? Имаме на кого да го ставиме во наследство? Значи, Струмичкиот карневал еве веќе 35 години покажува дека во гените на сите струмичани е всаден ритуалот, е всадена традицијата. Значи, ние растеме да обстоите во една организирана форма која е навистина тешка и макотребна, која чини многу пари и бара доста енергија. Пред секај карневалските групи кои ги изработуваат маските покажува дека младите навистина се заинтересирани, бидејќи како носители во главном се школите, како основните, така и средните училишта, и нивните креации се навистина перфектни, како да кажам. Струмичкиот карневал важи како еден карневал кој што работи најдобри маски и нашите маски се најбарени
за учество на другите карневали во регионите. Од друга страна, Елена, што ве поттикнува како млада жена да влезете во процесот на организација и да го учите условно кажано занаетот од господинот Цицимов, па и за идните генерации вие да Сега тоа сакав да работите? го споменам, денес во вашата утринска програма имате еден млад човек, ентузијаст, кој што од млади нозе ги гледав моите родители како се маскира и како одеа и на карневалот и на маскембалот, и тоа е еден поттик во мене внесе да го сакам карневалот, да ја сакам организацијата, и ми беше предизвик како советник во Советот на општина Струмица да се вклучам во делот на самиот организационен одбор. Оваа година, како и првата година кога станав дел од организациониот одбор, ја имам честа да бидам и председател на жири комисијата, која исто така е една голема обврска и одговорност. Тешка задача имате, Тешка да. задача. Освен во Струмица имаме карневал и во Прилеп. Многу вековното празнување на Прочка од 2001 година прерасна во организирана културна манифестација Прилепски карневал со меѓународен карактер. Прилеп со последните подготовки, внедела ќе дефилираат маските. А кои настани, Елизабета, те прашуваме, ќе бидат дел од карневалските свечености? Прилеп е веќе подготвен за карневалот Прочка, за 3-дневните карневалски свечености, многу преправени, како што милуваат прилепчани да речат, многу учесници и секако на чело на тие сите учесници, на маскираните, ќе бидат мечкарите. Прво да ги поздравиме нашите гости, најпрво Снежана Ристеска од локалната самоуправа и да ни каже, рековме, 3-дневно карневалско случување, ќе се презентираат и традициите, и маските, и што ли уште не, да биде забавно. Меѓутоа и битно е да се каже дека и младите, и возрастните сите ќе бидат преправени. Како почнуваат и очекувате, чинам, рековте, над 600 учесници. Најпрво благодарам за поканата и добро утро на сите гледачи на македонската телевизија од Карневалски Прилеп. Веќе 23 години Општина Прилеп заедно со Сдруженијето Прилепски мечкари ја организираат оваа значајна манифестација од духот на традицијата, Карневалот Прочка, кој што во изминатиот период на вистина ни донесе голем успех во поглед на промоција на градот Прилеп и во пошироки рамки. Карневалските случувања започнуваат на 28 во петок со отворање на изложбата на маски, така наречени сурати, кои што се изработени. Веќе сме меѓу нив сме веќе, почнато е да се поставува, кои што ги изработуваат учениците на сите основни средни училишта од градот и предшколска возраст и од околните места. Очекуваме над 800 прекрасни маски изработени од најразлични материјали со комбинирани техники. За најдобрите жири комисијата, која што е во состав на ликовни уметници, ќе им додели скромни награди од страна на Општина Прилеп. Секако в сабота продолжуваат и со веќе презентирање на еден многу познат обичај, амкањето. Токму така, во сабота на 1 март на платото пред градскиот сад, Сдруженијето Преродба ќе го презентира, ќе го изведе тој традиционален обичај амкање, кој што се практикува за Прочка, кој што ќе привлече нам голем број минувачи што ги има во овој период, како прилепчани, така и гости од другите градови, и ќе биде тоа едно интересно случување кој што ќе продолжи поднатаму со забава на диџеј Роби Рей, кој што е препознатлив по своите сценски костуми во Македонија и пошироко. Главното дефиле в недела на нели на плоштада? Во недела на 2 март ја користам оваа прилика и сите кои што не го испланирале викендот да го посетат градот под Марковите кули, каде што ќе биде централното дефиле на маски, кој што ќе почнува од Центарот за култура Марко Цепенков, ќе биде предводено од мечкарите, затоа што ова е засновано на нивната стара традиција, а потоа мажоретките ќе предводат и останатото шаренило од маски, каде што ќе учествуваат над 600 учесници. Ќе имаме гости од други градови од Македонија, од Куратица, Сопот, Бегниште, Мокриево, Струмица, Кавадарци и така натаму. Па очекуваме една голема забава, исто така и сите ресторани, кафетери, кафичи си имаат своји ангажмани, ангажирано диџеи, забава, бендови, така да ќе биде весело во градот. Лудо, весело, маскирано, со нас се и двајца мечкари. Заштитната маска на Карневалот Прочка во Прилеп
Не може без мечкарите, не може без вековната традиција, иако организирано е околу 23 години. Меѓутоа, Христијан Петрески ќе ги представи мечкарите. Христијан, како е? Многу украсена е, рогови, клопотарци, звонци, сурати. Колку, како, од што се носи секако сите природни материјали се, мама? Здраво. Една маска се состои од рогови, заби од дива свиња, рогови од стока, секако вид, само потешко ги најдуваме. Кожите мора од некој одредено животно или? Не мора да види одредено животно. Претежно овчки, од кози. Звонци, клопотарци, дали тешко во последно време се наоѓаат и како се одржува со годините? Се најдува многу тешко, пошто нема ни стока, не можеме ни да најдеме кожи. Зато треба да се чува пред Треба да кожи. се чува, да. Христијан, ова е вековна традиција, како почнало, зошто баш токму мечкарите? Оваа традиција е некаде преку 150 години. Ги бркале лошите духови. Тоа потекнува од касапите. Од касапите, да. Касапски веснав. Да се најави пролетта. Секако и во сабота ќе почнат вашите свечености, би рекле свеченостите на мечкарите. Ке шетате низ улиците прилепчани, знаат, со зурли и тапани. Со зурли и тапани да се кани касапски веснав, подуќаните, за во понеделник за напосен граф. Да, чисти На чист понеделник. Се негува ли традицијата? Да. Имате ли подмладок? И имаме помладок, има дечина што сака да се пребрава. И помали, имаме едно 3 години детенце, најмало. Во секој случај се одржува. Да, се одржува. Благодарам, Христијан, ви благодарам и ви посакувам успешни карневалски денови. Секако прилепските мечкари ќе ги предводат сите свечености, посебно на главното дефиле, а маските веќе се поставуваат бројни и навистина имагинацијата е голема и што е битно се пренесува големата традиција. Студија? Благодариме, Бити, ќе видиме како поминува се разбира, ти си таму и ќе имаме информација. Ова е нешто што посебно нарадува во овој период од годината. Вевчанскиот и карневалот за Прочка имаат поизразито архаични елементи, струмичкиот е со помодерна визура. Го очекуваме главниот настан 1 март. Што ќе се случува дента? 1 март е денот кога ни пристигнуваат странските групи, а домашните се веќе во еуфоријата и се спремаат интензивно. Имав можност во недела да направиме обиколка, да видиме како течат подготовките и навистина е импресивно колку труд, колку емоции, колку напори се вложуваат за тие да стасат до самата главна карневалска вечер да избрилираат. Имаме групи кои што со години го работат карневалот и веќе им е познато како треба да се представат, затоа што не е само да ја сработите маската, мора да ја обмислите кореографијата, мора да ја усогласите песната, мора да бидете во ритмот и духот на самата карневалска еуфорија. Сето тоа кога ќе се склопи во едно, го дава успехот на струмичкиот карневал. Карневалите се дефинитивно спектакли, обземаат и воодушевуваат со својата масовност, шареноликост, привлечност, провокативност, различност, ако нели ги споредуваме прилепскиот и струмичкиот карневал. Македонија има долга традиција во однос на карневалите, вевчанскиот и до некаде прилепскиот карневал имаат зачувани најмногу од своите архаични елементи. И кавадарци. За разлика од нив, струмичкиот отсликува по модерна визура и разбирање на карневалот, но сепак ја задржува својата примарна улога и значење. Токму за карневалите во продолжение колешката Симона разговара со етнокореологот Бојан Петковски. Симона? Благодарам, Ване. На таа тема продолжуваме и ние, односно карневалите, нивното значење, а и долгогодишната традиција кој што нели секој карневал во Македонија ја има. Исто така ќе ни биде во фокус и народните носи како еден од главните белезни на нашиот народ, па за сето тоа зборувам со етнокореологот Бојан Петковски. Благодарам што утрово сте дел од Македонија наутро. Добро утро на вас, добро утро на гледачите и многу се радам што ќе говориме за една навистина важна тема.
Сега е периодот на секаде низ светот за карневали, исто така си ги имаме и ние во Македонија, кои што имаат долга традиција, имаат голямо значење и на некој начин се наше богатство и отсликување во времето во кое што се одвивале и многу поодамна. Па од кога датираат, еве, да почнеме така, од кога датираат нашите карневали, какво значење имаат? Се наоѓаме во период во кој што често се говори за имплементација на надворешни влијанија во однос на македонската традиционална култура. Именно во јавниот дискурс се повеќе се говори за инфилтрација на нови содржини и стискување на македонската стара традиција. Кога се во прашање карневалите, би потенцирал би постафирал за нашите гледачи, ја знаат дека станува збор за исклучиво автохтона појава. Именно ваквите карневали се практицирале некогаш кон крајот на 19-тиот, 20-тиот век. Имаме рудименти се уште во 21-виот век денес. Она што е знатна разлика, што е важно знаат гледачите, е дека е разликата во поимањето. Некогаш не се викале карневали, туку повеќе биле застапени како маскирани обремни поворки. Се случувале за време на некрстените денови, во делови од Источна Македонија и за време на празникот Водици. Многу важно во пресредна Прочка, која што е сега во недела, се уште имаме вакви карневали во Македонија, имено во селото Љубенци, во некогашниот етнички предел Скопска Црнагора, и денес во 21 век се уште се случуваат суретите, односно тоа е маскираната обредна поворка составена од машки учесници, кои што се маскираат во различни надприродни суштества и многу важно обредната транвести, односно ќе видиме мажи кои што ќе бидат преправени во жени. Повторно ќе кажам, ваквите карневали, односно во таа терминологија на обредни поворки, некогаш навистина биле застапени во Македонија. Особено е важно што и убаво на некој начин што таа традиција продолжува и што еве и ден денеска се одбележуваат карневалите на начин на како што треба. Па од какво значење ни се еве во современото општество периодот на карневали започнува, што е она што е важно за нас како нација за тоа да продолжиме да ги негуваме карневалите кои ги? Одлично прашање. Карневалите се особено важни поради сегментот што станува збор за се уште жива обредна традиција. Културното наследство е многу важно да биде жива форма, да не биде тоа една музејска форма на нешто што се случило и се заборавило. Од тука ќе видиме дека Вевчанскиот карневал, Струмичкиот карневал, суретите кои што ги спомена во селото Љубенци се уште имаат еден предзнак на жива традиција и кога тие се изведуваат пред самото локално население се особено важни не само како културна појава, туку многу повеќе може да придодат важност и на туристичката програма, е навистина важна за културната слика во нашата земја. Од друга страна пак исто така народните носи се нешто што навистина го отсликува нашиот идентитет. Еве, какво е нивното значење, дали можеби во некои од карневалите се испреплетува и таа традиција во однос на народните носи, како да ги зачуваме и како да ги зачувуваме? Облековната култура е навистина важна, не само во нашата држава, туку на балканско и на светско ниво. Од аспектот на самите карневали, како што напоменавме, ќе видиме нели некогаш во самите карневали била употребена традиционалната носија која што се носела во тој период и е многу важно дека сите манифестации во Македонија кои што имаат презнак на жива традиција, главен те се маркантни токму поради употребата на традиционалните носии. Во Македонија се уште тие се дел од живата традиција, ќе видиме дека на теренот се уште луѓето ги чуваат тие традиционални носи, ги практикуваат, дали тоа ќе е на свадбите, дали ќе е на другите свечености. И од тука традиционалната носија е многу важна. Јас повеќе од 10 години следам сцената за презентација на културното наследство, повторно ќе кажам, на балканско и на светско ниво. Ќе видиме дека традиционалната носија може да биде голема инспирација за креативните индустрии, за дизајнот, за модата, за националното брендирање, за сите брендови кои што доаѓаат од нашата земја, токму во традиционалната носија, во везовите, во орнаментите, може да ги користат како национално брендирање и многу важно и во туризмот. Од тука традиционалната носија, некогаш носена кон крајот на 19 век, имаме преку 40 различни традиционални носи. Ќе видиме дека ваквите носи биле проткаени не само во ваквите обредни поворки кои што ги зборуваме, туку во севкупниот живот на луѓето и од тука се уште важни денес во 21 век ние мора да ги ставиме во таа насока и да ги искористиме сите ресурси кои што традиционалните носи ни ги нудат нам. Несомнено е дека ни се многу важни и треба да ги чуваме, меѓутоа колку млади луѓе всушност знаат да реставрираат, како се чуваат, кои се колекционери кај нас, дали младите генерации имаат желба тоа да го зачувуваат и потоа да се пренесува од генерација на генерација, како што е случај досега. Дали со оглед на тоа што сте во таа тема, дали е исто како порано или нештата во современото општество се менуваат во однос на зачувувањето и ткаењето, има ли нови генерации кои што сакаат да создаваат? Кога е во прашање традиционалната носија е доста дискутирана тема и многу е важно во јавниот дискурс да се говори на оваа тема, затоа што повторно ќе кажам тоа е многу важно нешто.
именно кога е во прашање традиционалната носија, ние доколку во претходните десетина години се бореме со незаинтересираност кај младите, се ќе видиме една навистина знатна заинтересираност за чување и третирање на традиционалната носија низ неколку аспекти. Дали тоа ќе е изработка, дали тоа ќе е реставрација, дали тоа ќе е презентација. Се повеќе традиционалната носија е во фокусот на младите, но јас често пати сакам да кажам дека младите не се изолирана форма, туку тие се дел од еден огромен систем науки за чување на културното наследство воопшто, и самата традиционалната носија како дел од тоа. И од тука апел до граѓаните дека мора сите заедно да го промениме односот кон традиционалната носија, доколку сакаме младите се повеќе да бидат фокус, да. Постоje млади кои што се занимаваат со тоа, јас и многу мои колеги кои што се занимаваме, но повторно тоа мора да биде една поголема национална стратегија и севкупно однесување, затоа што заштитата на културното наследство според закон е должност, обврска и јас ќе кажам и уживање на секој однос, па од тука треба сите заедно да го промениме односот и на еден важен дел од културното наследство, тоа е облековната култура. Бојан, ви благодарам за денешниот разговор. Благодарам. Разговаравме со Бојан Петковски, етнокореолог, во однос на карневалите кои што ги имаме, традицијата што продолжува и ден денеска, со оглед на тоа што од кое време датираат, каква важност имаат и од културно-историско значење, меѓутоа и од социјален аспект, собирање на локалното население, зачувување на традицијата, како што кажав, меѓутоа секако и народните носи кои што се зачувуваат, можеби има и та промена во однос на младите генерации, како што истакна мојот соговорник, дека младите луѓе се само дел од една многу поголема и поширока слика, така што тука го заокружуваме разговорот, се надевам со корисни информации. Благодариме. Ни ги дадовте сите потребни одговори и неслучајно ја отворивме и темата за носиите. Имаме и една сторија која што ја направи колешката Ружица, но ништо подоцна за тоа. Се навраќаме со сама накусо и на карневалите, да ја заокружиме целата оваа приказна која што ја почнавме пред 20 на минути. Споменавме 1 март е главната вечер во која што ќе уживаме, се чини и со палитата на учесници и бои. Но на трети ќе се прогласат победниците. Сега, она што мене ме интересира. Има жири комисија, таа одлучува за тоа кои се најдобри, кои аспекти се земаат во предвид кога се оценуваат маските? Ајде. Повелете сега. Значи, на самата карневалска вечер имаме жири комисија која што ги бодува сите маски, кои сакам да кажам дека во конкуренција учествуваат само домашните маски, бидејќи нашите маските од Македонија, бидејќи според нашиот правилник можат за награда да учествуваат само оние маски кои за прв пат се појавуваат. Значи, додека гостите кои доаѓаат со маски кои што веќе биле некаде представени, така тие се вон конкуренција, се бодуваат маските по неколку параметри, значи креација, настап, не знам, таму има правилник по кој се оценуваат и кога ќе се соберат бодовите, жири комисијата доделува награди и тие се објавуваат во понеделник на пресконференција. А инаку жирирањето се врши на самата вечер, потоа заседава комисијата и така. Е многу интересно само да напоменам дека комисијата е сплет од младост и енергија и искуство. И кога тоа ќе се спои, излегуваат самите резултати, најдобри резултати. Имате некој фаворит за се? Не кажуваме кој, но имате ли личен? Не можеме да имаме фаворит затоа што не ги знаеме маските. Се уште не ги знаете? Значи, најголема, како да кажам, карактеристика на Струмичкиот карневал, еве ние го споменавме веќе прилогот во неделата, имавме тешки проблеми да одбереме група кај која ќе бидејќи ние сакавме да покажеме како се изработуваат маските, но поради нивната желба да бидат скриени до последен момент, еве јас како претседател на одборот секогаш прв пат ги гледам маските на самата вечер и тоа е навистина најпријатното изненадување. Никој не сака да си ја открие тајноста на тоа што го спрема. Сите сакаат да бидат главни на главната карнавалска вечер. Ќе чекаме главната вечер. Да, Ќе има туристи, имаме најава. Има ли доволно Струмица сместувачки капацитети? Па самиот податок дека еве ние како организационен одбор имаме проблем да ги сместиме нашите гости кои оваа година се, како што веќе реков, во намален број, но и покрај тоа имавме
енормни проблеми да ги сместиме, така да моравме и во околните места. Една група ќе биде сместена во Радовиш, Струмица е полна, нема место, значи игла да падне, што се кажува. Тоа е доказ дека има интерес апсолутно, бидејќи сите тие места се закупени од посетители кои ќе дојдат во Струмица, нели? Јас се надевам дека и времето ќе биде подобро од она што е во прогнозата и дека голем број дневни туристи кои нема да спијат, него едноставно цела ноќ ќе поминат во забава. И еве ова е прилика да ги поканиме да бидат дел од Струмичкиот карневал. Останува да ви се заблагодариме што ни дојдовте од Струмица утрово да ги споделиме деталите и да го отвориме овој блог посветен на карневалите. Посакуваме успешно издание. Ви благодариме и се надеваме дека ќе ни бидете гости да ја проследите уште еднаш успешната приказна на нашиот Струмички карневал која трае со векови. Екипата на Македонската телевизија без исклучок секоја година традицијата и ние ја продолжуваме соработката со вас. Благодарам многу за гостувањето во Македонија. Благодарам.